Со задоволство можеме да заклучиме дека во сериозна напредна фаза е реализацијата на проектот, веќе е подобрена земјишната подлога за работа на игралиштето, поставена е подземната инсталација, направени се бетонските огради со метални столбови на кои што треба да биде врзана оградната мрежа. Во моментот се работи на пробивање и реализација на пристапната улица до домот на армијата, со што решаваме уште еден проблем во однос на безбедноста на пешаците. Го затвараме стариот пристап до домот на армијата и влезот за било какви потреби во домот на армијата ќе биде од оваа улица која што сега се реализира. По завршувањето на оваа фаза преминуваме кон асфалтирање на подлогата на игралиштето и во завршна фаза ќе биде поставувањето на акрилен премаз заради потребите на игралиштето, со што го финишираме и овој значаен проект за граѓаните на општина Струмица. Општина Струмица е пример за тоа како се менаџираат општинските ресурси и средства. Ова игралиште, овој проект го реализираме во износ од 7.620.000 денари, средства изворни на општината и пуштаме порака до цела Македонија за тоа како треба успешно да се менаџира со средствата и со парите на граѓаните, дури во време на криза. С оглед дека не споменат, има ли отстапки од првишниот проект, со оглед дека овде освен и повеќе наменско ќе има и паркинг простор, дали има измени или не споменат? Има дополнителни измени во текот на реализацијата, но не се значајни и од таа причина не ги спомнав. Секако дека се работи и на дополнителни паркинг места заради потребите и на игралиштето, секако и на домот на армијата, но она што е важно, а што не го спомнав во изјавата е дека во план е реализација на скејт парк заради потребите на најмладата категорија струмичани. Во разговор со нив побара од градоначалникот да направи се што е можно за да им се овозможи рекреативен скејт парк. Имавме неколку дилеми за одлучување, дали да биде сместен во централното градско подред, односно во делот на плоштадот, но сепак со експерти од страна на секторот за урбанизам ми беше укажано дека најпогодно место за реализација на еден таков проект е местото каде што имаме сега фитнес зона донација од страна на пивара Скопје. Таа фитнес зона е веќе дотраена, сакаме да ја тргнеме, со што практично го заокружуваме еден цел блок, спортски блок во центарот на општина Струмица, секако и во петата урбана заедница, за што дополнителна поддршка и мотивација ни беше и советникот Зоран Костадинов, секако во постојана комуникација со граѓаните, пренесувано до мене.